На ваков митинг, еден од најголемите, ако не и најголем по новата историја на самостојна Република Македонија, дава за право да кажеме дека самодовербата во опозицијата генерално е на високо ниво и тоа апсолутно ние политичарите го генерираме по основ на анкети, проверки, истражување на јавното мислење и слично, но мислам прилично дека тоа е јасно и кај македонската јавност, сиромаштијата, безперспективноста, немањето на нова надеж, она што значи проблеми во секое семејство, во стопанството, во државата, апсолутно само по себе дава една оврска на сите да бараме редефинирање на состојбите во нашето општество. Јас можам да кажем дека опозицијата е подготвена за предвремени парламентарни избори и ради рационалните причини повикавме заедно со локалните избори да се одржат и парламентарни избори, значи со исти пари да поминат двата изборни циклуси заедно во исти ден, во исти термин, заради организацијата на она што значи буџетско трошење заради избори. Опозицијата е подготвена за вакви избори и ние бараме од страна на власта да размисли во донесувањето на одлуката за распишување на парламентарните избори заедно со локалните избори. Ние сме убедени дека на евентуални вонредни парламентарни избори ќе дојде до промена на оваа власт. Власта представува пред се оврска, барем за оние политичари кои што се со искрена намера да ја добијат честа во име и за сметка на својот народ да ја водат државата. Но апсолутно без државата и без перспективноста на нашата држава се губи смислата на политичкото обстојување на сите политички субјекти во државата. Токму од тие причини мислиме дека треба да се оди на вонредни парламентарни избори. Знаете, ако нашите анкети покажуваат дека ВМРО-ДПМН ја губи силно поддршката, а се поголема е поддршката на СДСМ и опозицијата или Сојузот за еднината, тие анкети покажуваат и кај нив исто. Граѓаните се тие во Република Македонија, кои што ние ги истражуваме и тие ги истражуваат. И апсолутно им е јасно дека евентуални парламентарни избори се со прилично известна варијанта тие да се најдат во опозиција во иднина. Но нели сите функционираме и постоиме за Република Македонија. Ако државата нема добра иднина и добра перспектива, навистина обстојувањето на сите политички субјекти е безцелно, нема никаква смисла во иднина. Тие се причините согласно кои опозицијата бара редефинирање на поддршките во општеството по пат на избори. И тоа не е лично барање на шефот на опозицијата. Кога лидер на опозициониот фронт со така многу партии, значи сето она што не е со власта е веќе групирано во еден сојуз, Сојуз за еднината. Во нивно име бара предвремени избори, тоа е апсолутно сериозна намера. Не е личен став за да некој се поигрува на ваков перфиден и никаков начин да каже дека не исполнува лични желби на опозициони лидери. Еве вака, значи јас сум првиот кандидат за градоначалник на 9 месеци пред избори во историјата на Република Македонија. За мене тоа представува чест историски врзана со моето име, која се работи за нашата земја, а посебно и за нашата општина Струмица. И тоа е исклучено водено од потребата за додемократизација во нашето општество. Што значи тоа? Да им дадеме фер, честна шанса на граѓаните да не анализираат доволно време, да знаат за какви личности се работи, кои што во иднина се потенцијални кандидати, да го водат општеството во кое што живеат, да управуваат со нивните ресурси, нивните пари и да го подобруваат комуналното инфраструктурно живење. И апсолутно тоа е чесен пристап кој што Македонија ќе ја додемократизира како земја. Таа е исконската потреба на социјалдемократите на неколку месеци пред изборите да ги истакнат своите кандидати. Еве веќе пола од кандидатите во Република Македонија се истакнати, во нашиот регион сме истакнати јас како кандидат за Струмица и за Ново село мојот колега Петар Спасов. Заедно со коалиционите партнери ги бараме најдобрите решенија. Без разлика дали се тоа членови на СДСМ, членови на ЛДП, Народна партија, ВМРО Народна партија, Нова социјалдемократска партија или помалите партии, па дури трагаме и по независни личности кои што значат однапред вградена доверба кај граѓаните дека како личности се надежни, перспективни и
оставиле своја трага досега во општеството исто така. Јас сум убеден дека ќе се договориме за кандидатите, ние веќе разговараме отворено и правиме анкети за самите овие кандидати. Искрен ќе бидам дека кандидати од други партии имаме во општина Босилово. И тоа честни, добри кандидати, за кои што веруваме однапред дека може да победат. Како социјалдемократ и подпредседател на социјалдемократите, јас лично верувам во нашите кандидати повеќе, но не е важно што јас верувам или што веруваат раководството на ВМРО Народна партија или ЛДП или другите партии во Струмичкиот регион. Најважно е во што веруваат граѓаните на овие општини. Анкетите некаде ќе завршат според мене, до кај 7, мислам, идниот викенд. Идниот викенд ќе завршат со тоа што ќе ни дадат јасна слика и патоказ кај да се движиме во нашите политички одлуки. Така да очекувам некаде средината до крајот на ноември да бидат познати на јавноста кандидатите на Сојузот за еднината на Василево и на Босилово како општини. Па по овој терк прилично ќе бидат предвремено, не толку предвремено како кандидатите за градоначалници, заради тоа што реално и перцепцијата на граѓаните е поразлична и за градоначалниците и за колективниот орган Совет на општините. Но ако досега се објавувале непосредно пред поднесување на листите, ние тоа ќе го направиме многу порано. Зошто? Од истите причини за кои што тоа го правиме со градоначалничките кандидати. Фер шанса на граѓаните добро да ги изанализираат и кандидатите за советници, па да мудро, трезвено, спокојно донесат одлука за кој од советничките листи ќе ги дадат своите гласови. Граѓаните знаат веќе после толку години локални самоуправи и децентрализацијата на власта дека Советот игра важна улога во локалната самоуправа, има крупни надлежности од кои што зависи буквално во кој правец ќе се движи еднината на секоја општина, така да некаде можеби крајот на декември, почетокот на јануари ќе ги обелодениме кандидатите на Сојузот за еднината.